Добро вечер, почитувани гледачи, родолюби македонци. Вечерва малку поинаква емисија, вечерва всушност ќе биде само најава за она што ќе следи следниот петок, за она што ќе го емитуваме во целост, а тоа е сведоштво, лично сведоштво на еден уставобранител. И вечерва ќе се обидеме да направиме една ретроспектива, едно интро за тоа што всушност им се случуваше на уставобранителите и дали станува збор за терористи или уставобранители и како тие луѓе помина една цела голгота, а полека но сигурно нашето општество ги подзаборава до момент да целосно ги заборави. Значи 27 април, еве повторно дојде април, 27 април во Слободна Македонија ќе се слави како Илинден. Ќе биде најголем дел, најголем празник и најголем подсетник на тоа дека македонскиот народ прв во Европа, можеби меѓу првите во светот, се крена против глобализмот. Едни од првите народи кои што сакаат да се ослободат од длабоката држава и од јаремот, така наречен евроатлантски партнери. Ние осеќавме интуитивно со самиот појдовен момент на така наречен четврт Илинден, затоа што Илинден е символ за слобода, така борба за слобода. Осеќавме дека ни треба четврт Илинден да се избориме да не бидеме киднапирани во НАТО. Овие уставобранители отидоа таму, како што знаете сите, за Македонија да ја има, за да не киднапираат во НАТО, за да не встанеме северна, за да не ни ги направат сите мизерии кои што ни ги направија, за да не доведат до девастација, до етноцид и геноцид. Меѓутоа, за жал, оваа држава, тоест за волја на вистината не баш ова, него таа новонастанатата и киднапираната, северна, популарно кај народот позната како Северџистан, успеа луѓето да ги претвори во терористи. Дали тие луѓе се терористи, јас не сум убеден, а сум убеден во сосема нешто спротивно, дека тие се уставобранители и херои. Меѓутоа, како од уставобранител до херој, преоѓа многу лесно таа тенка линија, да стане уставобранител и херој терорист и како да бидат единствените казнети терористи во 30 и кусур годишно постоење на Македонија, затоа што Македонија беше позната не само во европски, него во светски рамки како држава која што толерира тероризам. Значи, кај нас беше возможно да се организира тероризам врз председател. Атентат врз председател, класичен терористички чин, во кој што не страда само председателот, него страдаат неговите сопартијци, неговите луѓе кои што се возат во колата, во случајни минувачи и така натаму и така натаму. Подоцна имате терористички чин во кој што стратешките партнери се длабоко умешани. Истрагата не завршува, како што знаете. Тероризам класичен, со разнесување со динамит. Тероризам со сечење на прсти, тероризам со вжештен нож, врежување на жив човек на грбот учека. Никој не одговараше за тој тероризам. Од сите вистински терористи се дојде до ситуација новата држава да уставобранителите ги направи терористи. И не се кога веќе ги осудија, кога мислевме дека е се готово, кога мислевме дека најстрашното помина, почна голготата за овие луѓе. И голготата се состоеше во тоа што наместени случаи, сите државни управи, трети, пети управи, УБК и така АНА, АРБ, веќе не знам ни како се викаат, популарно познати кај народот како УДБА, идеално како САД функционираа во спрега со странските амбасади, идеално како совршен механизам функционираа во однос на тоа да ги осудат браќата, ги осудија на што поголеми казни и се случи еден парадокс невиден можеби во европското право, дури во континенталното право, да луѓе кои што пееле химна во собрание бидат осудени за терористи, луѓе кои што биле само затоа што биле на снимките бидат осудени за терористи, луѓе кои што удриле еден шамар, две шлаканици на некого да бидат осудени по 20 години строг затвор, некој дедо 80 годишен кој што искубал некоја жена за коса да биде осуден за тероризам и така натаму и така натаму. И таман кога се надевавме дека
Еве конкретно нас ќе појдам од нас родинци кои што ние покрај тоа затоа што ние велиме нели сите патриоти, ние патриотите многу не боли за браќата бидејќи имаме директни нели познанства со нив, лични пријателства, роднини и така натаму. И ние патриотите условно кажано не боли тоа и сметавме дека час поскоро треба тоа да се реши. Како ќе се реши тоа, како ќе бидат ослободени тие луѓе? Се сметаше тие луѓе да бидат ослободени со тоа што ќе се смени власта и најбезбедно многу брзо тие ќе бидат ослободени. Но тоа е долготраен процес, затоа се сметаше дека е подобро да се обжалат во Страсбург, меѓународен суд за човекови права и така натаму. Кога сите идеи пропаднаа, остана последната надеж дека кога ќе имаме наш председател, наш условно кажано македонски, кој што нема да ги исполнува интересите на длабоката држава, нема да ги исполнува интересите на стратешките партнери, односно читете на длабоката држава, и нема да ги исполнува интересите на We Are НАТО, туку ќе ги исполнува интересите на нас македонците, тогаш едноставно тој председател, кој да е, ќе ги помилува. И меѓу другото, затоа и нас родинци, и партијата Родина Македонија, највеќе како родолюби, ни замеруваа за тоа. Доста плукате по Гога, затоа што ние за време на кампањата јавно и декларативно искажавме тоа што го знае цела Македонија. Дека таа жена долги години, пред 20 и кусур години, може би веќе има и 30, била директен соработник на Сорос. И во мејлот и стоело Гога Сорос. И била директен соработник на Бранко Црвенковски. И била негова десна рака. И така натаму. И ние тие сите аргументи и факти и јавно познати на цела македонска јавност, кога ги изнесувавме за време на кампањата, ни велеа, браќа, дај малце олабавете ве, доста оваква црна кампања спрема жената. Не ја нарушувајте кампањата, жена ќе биде, затоа што таа жена, кога ќе постане председател, прво што ќе направи, ќе ги ослободи браќата, односно ќе ги помилува. Да бидем искрен, јас уште тогаш не верував многу во тоа, меѓутоа надежта последно умира, ние се надевавме дека тоа така ќе биде, и рапидно ја намаливме нашата контракампања кон председател, затоа што ние имавме вистински кандидат, односно не беше родинец, меѓутоа ние го поддржавме, вистинскиот ВМРО-вец, член на ЦК, еден од првите ВМРО-вци, изворен ВМРО-вец, станува, тие што не сте следели или што не знаете, станува збор за еминентниот професор Вело Марковски. Ние поддржавме неговата кандидатура. Ние имавме свој кандидат. Меѓутоа, кога ги замоливме ВМРО-вците да гласаат за изворен, чист ВМРО-вец, наместо соработник на Сорос и соработник на Бранко Црвенковски, тогаш ни беше кажано, нема човекот потенцијал да стане председател. А со самото тоа нема и потенцијал да ги ослободи браќата. Затоа олабавете, ќе ви бидат услушени и желбите и молбите. Кога ќе стане Гога председател, ќе бидат помилувани браќата. Бидејќи тоа не се случи, а не се случи и многу други работи, а сведоци сме дека во последно време веќе оди втората шаржа, извинете на израз, така да речем, втората група на помилувања, веќе некој се збори за трета група на помилувања, а ни на крај памет на властите, не им паѓа на памет да ги помилуваат браќата уставобранители, и целата нивна голгота продолжува под еден изговор, а тој изговор е правдата споро патува. И сега да ви кажам колку споро патува, толку споро што поминаа 8 години. И веќе на сите медиуми престанаа да се имитуваат тие торжествени слики од слобода за тато, му се роди дете, таткото не го видело, сите тие торжествени приказни, сите престана, го нема овој случај, овој голем проблем, не е предизвик, ова е голем проблем, суставобранителите на ниеден медиум, помилувањата си течат, се помилуваат некои други луѓе, целата голгота продолжува. Меѓутоа, за да оваа голгота ви биде појасна и за да сватите колку правдата споро патува, не спатува само 8 години споро, него толку споро патува, што е конкретно еден од поизвиканите и попознатите, нели да речеме, уставобранители, Јане Ченто, не само што нема правда за него, него нема правда за дедо му. Се уште, оние кои што го наместија дедо му, сега дали му е дедо, јас не би навлегувал, меѓутоа директен негов, да речеме, предходник, кој што на сличен начин бил наместен,
се уште нема правда за вистинскиот Ченто, се уште нема правда за неговиот случај, се уште не се илустрирани неговите кодоши и неговите крвници, можете да замислите колку ќе чекаме за овие уставобранители. Меѓутоа, за да бидат нештата појасни, бидејќи знаете дека ние како канал сме многу често осенчувани, многу често оневозможени да емитуваме во етер, затоа ова нека биде една најава, а за деталите и како целиот овој случај, цела оваа голгота е настаната и како продолжува до ден денешен, повеќе ќе ви каже еден од уставобранителите во живо во оваа емисија, меѓутоа следниот петок ќе биде тоа. Ви го најавувам, значи, Вилијам Михајловски, или попознат кај народот како Вили Гајда, еден од уставобранителите кој што можеби и најголем и најрадикален е неговиот случај, затоа што станува збор за христијанин, православен христијанин, добар човек, изворен македонист, кој што пред се е музичар, се занимава со музика, со убави дела, во никој случај не е насилник, во никој случај не е терорист. Што и како довело до тоа да овој човек биде терорист, како и сите уставобранители, ќе ви каже тој во живо, така да не ја пропуштете следната епизода на Родински разговори. Сега за сега ве поздравувам, бидете ми живи и здрави, Македонија вечна.